Нашето патување на ловно сафари во Јужноафриканската република започна од Скопскиот аеродром. Долгите подготовки и договори завршија. Околу изнесувањето на нашето ловно оружје од земјата, имавме неочекувани и несакани проблеми, но тоа не ни го намали доброто расположение. Ловната група ја сочинуваат претежно млади ловџи од Република Македонија. Опуштени сме и пријатно возбудени. Силната дамнешна желба присутна во нас, да искусиме и доживееме вистински лов во Африка, станува реалност. Првата дестинација на патувањето е летот до Атина, а потоа од тука директно ќе летаме до Јоханесбург. Патувањето со големиот авион Airbus 300 е удобно и пријатно. Со него ќе го прелетаме Средоземното море и речиси целиот африкански континент. Летот до крајниот југ или до рогот на Африка трае долго. Во воздух сме повеќе од 8 часа. Панорамските гледки на градот Јоханесбург брзо се менуваат. Слетуваме. На аеродромот не пречека нашиот пријател Драган со сопругата Нада. Тие долго време живеат и работат во оваа земја. Драган е искусен африкански ловец, па неговото приклучување и присуство во нашата ловна група е повеќе од добродојдено. Во Јоханесбург не влегуваме. Ќе преночиме во многу интересен хотел на периферијата од градот. Архитектурата на хотелот, како и амбиентот околу него, е типично африканска. Брвнарите се покриени на традиционалниот начин, со слама. Од неја пак се шири карактеристична и пријатна миризба, која не води до заклучокот дека и миризбата што се чувствува во воздухот е типично африканска. Во овој крајно пријатен амбиент јадеме сушено месо од големата антилопа куду, лично отстрелана од нашиот љубезен домаќин Драган. Антилопата куду, патен речено, е запишана и во нашата ловна листа. Ги привршуваме и последните подготовки пред поаѓањето кон ловниот камп. Приоритетно е да се обезбедиме со доволно храна и пијалоци за 7-дневен престој и интензивен лов во саваната. Речиси секогаш во вакви ситуации земаме многу повеќе храна отколку што таа на вистина ќе ни биде потребна. Лунецот го заборил Драган. Шо не? Па има тамо? Вика нема. Сашо е секогаш многу непосреден. Неговите спонтани коментари се забавни. Месо да се одвои. Појадокот ни се одвива во движење. Не сакаме да го губиме времето за никакви формалности. Брзаме. Ова лудница е, бе. Ова, џабе му го извадивме на Драган.
Климата во Јужна Африка е субтропска. Во неа превладуваат суви и жешки лета, проследени со многу сончеви денови. За разлика од денот, летните ноќи се свежи. Зимите се меки и траат кратко, освен во планинските делови на земјата, каде што понекогаш знае да изненади снегот. Сега, на крајот на месец мај, времето е многу пријатно. Дневните температури се движат до 25 степен. Се движиме на север кон границата со Ботсвана. Нашата цел е градчето под Хитерес. Во неговата близина се наоѓа многу голема и богата ловна област. По 4-часовно возење влегуваме во симпатичното градче под Хитерес. На 50 на километри од тука се наоѓа ловиштето и ловниот камп. Веднаш по напуштањето на асфалтниот пат, по првите гледки упатени кон дивината, кај сите од нас почнува да се чувствува блага вознемиреност и она препознатливо ловџиско пријатно треперење. Влегуваме во ловната област наречена Голден Елефант или Златниот слон. Овој осамен гну ни пожелува добре дојде. Тоа е добар и јасен знак, кој ни соопштува дека доаѓаме на вистинското место. Заради овој факт, потајно се радуваме. Во кампот не пречекува собственикот Давид и група професионални ловни водичи. Нашето ловно оружје остане на Скопскиот аеродром. Ловните карабини што веднаш по пристигнувањето ги изнаемуваме се претежно од марките Бровинг и Сауер. Горан е единствениот од нашата ловна група чиј карабин ја помина македонската граница. Нестрпливи сме и сакаме попладне веднаш да тргнеме во лов. Но пред тоа ќе мораме да се запознаеме со новите пушки и да ги провериме оптичките нишани. Горан има прекрасна пушка. Тоа е Блазер 300, Ветерби Магнум, додека оптичкиот нишан е од престижната фирма Сваровски. Ние други пушки да донесовме да се диват малку на пушки. Во Јужна Африка живеат 8900 видови птици и околу 30.000 видови риби. Бројката од околу 4500 видови диви животни е импресивна. Од нив, 337 видови живеат исклучиво во субтропскиот климатски појас, односно овде, во јужниот дел од африканскиот континент. Okay, we just go left, we don't Yes. go down. 6 to the left. Dao mi. I onda nešto nam je vozajuć, ne znam ja kako, šta je bilo. Буке што ти е дал е неки енглески. Ај сега да видиме. Try. It goes that way, we turn back. Едно-два клика. Off. Koja? Сейф. Сейф. Кошица. Да, чекай, да фатам. забравиш. Не. Къснето са ни плъкне, а? Горе.
him and Gala will go. And I'll go there also, I shoot impala. Okay, you can find the impala there. There's nice, very nice rams there. Very nice, huh? Yeah, in that area. Mm-hmm. And there's bushbuck there, and kudu. If he doesn't want to wait for this black buck, I would like to go also for, I mean, which animals are possible for me? Anything is possible. We must just, when you find it, you must take it. That's all. Anything is possible. Because the stuff is like that's always in the open, is in the bush as well, because of the shooting. I mean, the breastpoke that's always in the open there, it's missing because it's in the open. They shot yesterday 2 shots missing, and today 1 shot missing there. All missed shots. Во првата група што тргнува во лов се Игор и Сашо. Јохан е ловниот водич. Ловната игра започна. Целта кон која се движиме е мало поилиште. Му приоѓаме внимателно. Во неговата близина ловните водичи подигнале висока чека. Нашата намера е да отстрелиме импала. Импалата е прекрасна и грациозна антилопа со средна големина и маса. Во височина расте до 90 см, а возрасен мажак тежи околу 50 килограми. Просечната должина на роговите, кој ги поседува само мажакот, е 50 см. Рекордната должина на трофејните рогови изнесува 80,97 см. Во далечината забележуваме стадо од блезбок антилопи. Меѓу нив често пасат и импалите. Очекуваме стадото да ни се приближи. Напнати сме, но и сконцентрирани. Антилопите се сепак предалеку. Станува очигледно дека тие во догледно време немаат намера да дојдат на поилиштето. Главниот водич Јохан решава да им се приближиме. Станува возбудливо. Се носи брза одлука. Сашо останува, а Игор и Јохан
ќе се обидат што е можно повеќе да му се доближат на стадото. Јохан забележува два импала мажаци со трофејни рогови. Сега Игор е на потез. Следува вообичаеното фотографирање. Сите сме задоволни, но се разбира Игор е најсреќен. Тој од голема дистанца острели одличен импала мажак со многу трофејни рогови. Во потрага по добар примерок од ГНУ се Горан и Сашо. Баси е нивниот ловен водич. Нешто се придрижи во густежот пред нас. Сакаме да провериме. Можеби се тоа ГНУ-а што се уште пладнуваат.
Сепак не сегнува. Тоа се две блезбок антилопи. Од левата страна дотрчува прекрасна антилопа ред хартебист, но таа не е цел во денешниот лов. Ловниот водич Баси решава да одиме кон големите равници. Таму најчесто во овој дел од денот се стадата на гнуата. Но имаме неочекуван проблем. Предната гума од джипот е комплетно издишена. Додека другата група ни донесе резервна гума, ние ќе прошетаме наоколу. Во овој преубав предел имаме средба со прекрасна жирафа. Таа е вистинска африканска убавица меѓу животните. Во меѓувреме проблемот со дупнатата гума е решен. Ќе можеме да одиме во друг реон. Сашо е нестрплив. Тој и Горан се договорили. Ако најдеме гну, тој ќе пука прв. Number 3 from the right. There's one halfway. There's one calf coming out. Yes. Wait. Yeah, I know you can. Your bullet won't go through, eh? What? It's a what's a 270? No, 7mm Magnum. Whoa! Wait. You're gonna shoot the calf as well. Okay, let's take a chance on him. Shoot. Yeah, you can shoot it. Yeah, it's fucking big. Wait. Okay, now it's clear. Now it's clear. You can go on the front leg. 1/3. Super. What you tell me to try? 1/3 of the body. Shoot. Try. Second from the right? Yeah, second from the right. Perfect. Go for it on the front leg. Oh, Wait. shit. Yes. Гну мажјак достигнува тежина до 250 кг и височина од 1,5 метар. Должината на роговите во просек му се 60 см, а рекордот го имаат роговите од 83,8 см. Број кој е бре? Кога? Се тријаме, ваца, три овој. Од која страна е број 5? Halfway in the body op, ne? Од која страна е број 5 бе? Кажите му што да снима. Од Петиот лева? од десно? Šta je? Nemaš meta? Имам. Lepetina i palio. Nije opalio. 1, 2, 3, 5. Ne smijeni se. Gleda u tebe, ne vada. Mora okrenuti se. Ма опет неќе. Je to sad, kijk eens, da sjeva milimetar. Da je taknuo se. Дај ја тоа така. Come down. Дај ме горе. Fire. Све е откочено. Fire. Не го гледам. Glavu malo tamo. На кај тебе што гледа? Keep still. Каде е? Овој у тебе што е косо. Čekaj se da ovaj ide na njega, čekaj. Ама где? Кој е? Секи пат. Кој е? Десно? Скроз десно? Гнуто е многу силно животно и не паѓа лесно. Сашо на крајот е задоволен. Денешниот лов на гну беше интересен и на моменти забавен.
Скршената удирачка игла на неговиот карабин направи мала ловна комедија. Сепак тој успеа да острели вреден трофеј. Големото гну беше многу прецизно погодено. Тоа падна само од една стрелба. Покрај огнот во пријатна атмосфера се прераскажуваат денешните доживувања. Утре не чека нов ловен ден и нови ловни возбужденија.